Сите се тие либерали. Сите се тие либерали, неолиберали и така натаму, тие се крајно лево. Немаат аргументација, немаат факт во себе си да речат дека ние сме десна партија, имаме десна идеологија, дека ние сме патриотска организација и така натаму. Ако сакате и во платформата на левица стои дека тие се наднационална партија. Кај нив нема нација едноставно. Тие се наднационална партија и нормално тие ќе ги поддржуваат и ЛГБТ идеологијата, ќе поддржуваат трансродови идеологии и така натаму. Значи тоа се идеологии проицирани од Соросовиот неолиберален глобалистички центар на моќ. И сега внимавајте, вие на политичката сцена имате тројца кандидати кој што собра Пендаровски, по Сорос не може да биде Пендаровски. Пендаровски е Апла Сорос, тоа е нивно дете, нивен производ. Концептот на отворено општество е само параван, тоа е скриена политика за да едноставно се подиермат новите гарнитури, се заведат младите генерации со одредени идеи и со многу финансиски средства за да се остварат цели на октруирани центри на таа глобалистичка и неолиберална моќ. Во Македонија, периодот наназад, добро знаеме кои ликови беа во тој табор. Гордана Силјановска на целата македонска јавност е позната како Гога Сорос. Таа беше нивни полен, 20 на 30 на години наназад е финансирана, спонзорирана, водена од тој центар на октруирана моќ. Таа беше експониран и член на Социјалдемократскиот сојуз, беше и министар во владите на Социјалдемократскиот сојуз, за неа беа врзани бројни афери, од криминоген тип, аферите околу фришоповите со незиниот сопруг, па потоа со незиниот син во Злетовица, тешки десетици милиони евра проневери. Никој пат судско-обвинителски не процесуирани. Значи, тие октруирани центри на моќ веројатно имаат пуштено пипци во одредени сегменти на судско-обвинителскиот систем. И внимавајте, таа се уште лавираат те во Социјалдемократскиот сојуз крајно лево, те во ВМРО ДПМН е крајно десно. И еве по втор пат е веќе кандидат за председател на ВМРО ДПМН. Значи тука имаме колку е ВМРО ДПМН е крајно десно. Би требало да биде десница, но добро, ВМРО ДПМН нема идеологија. Мислам, факт е дека нема идеологија. Декларативно може би се нарекува десничарска партија, ама крајно леви социјалистички мерки. Значи, мешана турлитава идеологија е таму. Веројатно старата слава си го прави своето во тој дел. Но тука е чиста ситуацијата. Ние говориме за факти. Фактите се дека Гога Сорос ќе ги следи интересите на тој октруиран центар на глобалистичка и неолиберална моќ. Од тому, ако ги следите незините политички ставови во последно време, ќе видите дека не се ништо различни од незините ставови од пред 5, 10 или 15 години. Така ќе бидат и додека ќе биде таа председател. Таа уште сега јавно, јасно и експлицитно се декларираше дека не е партиски член на ВМРО ДПМН, дека таа е надпартиски кандидат, а присуствува како делегат на нивен конгрес. Присуствува во председателството на ВМРО ДПМН, таа е пратеник, иако стои како независен пратеник во собранието, но генерално тоа е една многу измешана ситуација која што не можете крајот да ја го фатите. Сега, ако одите со другите кандидати, Максим произлегува од Соросовата Социјалдемократскиот сојуз и тоа е факт. Тој беше еден од главните борци во шарената револуција, нели, во настаните од 27 април и промената на името. Да, тоа е исклучиво беше амбициозен просеверен борец, за Северна Македонија. И сега внимавајте, од таа позиција, видите, тоа е легитимен став да бидете таков или ваков во политиката. Да имате некакво. Но не е легитимно сега да се правите од тие позиции патриот. Ниту Гога Сорос, ниту Максим, ако сакате, ниту Апасиев, не им доликува да се прават патриоти. Затоа што и левица произлегува од таа страна. Тој беше еден од главните поборници и идеолози во шарената револуција. Тие палеа канцеларијата на тогашниот председател Иванов. Тие учествуваа во шарената револуција. Тој беше партнер со Социјалдемократскиот сојуз во шарената револуција, партнер
со Социјалдемократскиот сојуз во специјалното јавно обвинителство. Значи, кога си бил партнер со Социјалдемократскиот сојуз, со таа позиција не можеш да пледираш врз патриотскиот дел на македонската популација. Едноставно не личи. Не личи, не му личи ни на Максим, ни на Гога Сорос, ни на Пасија да говорат за македонските национални стратегиски интереси, затоа што долги години претходно се застапувале за либерални идеологии, за либерални тези, за глобалистички. Да, па Силјановски само да кажува дека е либерал. Па, сите се тие либерали. Сите се тие либерали, неолиберали и така натаму, тие се крајно лево. Немаат аргументација, немаат факт во себе си да речат дека ние сме десна партија, имаме десна идеологија, дека ние сме патриотска организација и така натаму. Ако сакате и во платформата на Левица стои дека тие се наднационална партија. Кај нив нема нација едноставно. Тие се наднационална партија и нормално тие ќе ги поддржуваат и ЛГБТ идеологијата, ќе поддржуваат трансродови идеологии и така натаму. Значи, тоа се идеологии проицирани од Соросовиот неолиберален глобалистички центар на моќ. И сега внимавајте, вие на политичката сцена имате тројца кандидати кој што собра Пендаровски, по Сорос не може да биде Пендаровски. Пендаровски е Апла Сорос, тој е нивно дете, нивен производ. И целата негова кариера е таа, тука нема дилема дека е. И сега имате 4 кандидати, четворица, кои што се Апла Сорос. И сега внимавајте што останува освен единствениот кандидат кој што е анти-Сорос во дадената ситуација, кој што јавно, јасно и експлицитно изнел ставови на јавна сцена, дека има храброст да се спротистави на притисоците од разни глобалистички неолиберални центри на моќ во интерес и за сметка на македонските национални стратегиски интереси, Стефчо Акимовски. Јас друг не гледам на политичката сцена од кандидатите за председател. Сега зборувам за македонскиот блок на политички партии. И за мене тоа е доволна аргументација, не само ние како партија, и јас, како Љупчо Ристовски, туку се што дише патриотски во Македонија да ја даде поддршката на анти-Сорос кандидат за председател. Затоа што тука гледаме еден зрак на надеж дека Македонија може да се исправи, да не биде со свиена кичма. Македонија малку да ја подкрене главата и да се бори со промакедонски ставови на меѓународната политичка сцена. И мислам дека во дадена ситуација имаме пристоен авторитет кој што може тоа да го постигне. Нормално, ако тој момент го издигнеме на ниво на еден примерен интерес во дадениот политички момент. И јас со чисто срце и со чист образ мислам застанав за таа кандидатура. Проактивно учествуваме во собирањето на подписите за кандидатурата и ќе учествуваме во кампањата за председателските избори и на тој начин оставаме и уште една друга слика, еден друг впечаток. Значи, правиме еден заеднички обид, напор да настане еден вид на коалициско форматирање во третиот блок, што многу ретко, ако не и воопшто не е случајно досега на македонската политичка сцена. И мислам дека тоа е еден процес кој што е насушна потреба во дадениот момент, во дадениот период, затоа што веќе мора за маецот на окрупнувањето околу македонските национални стратегиски интереси да расте. Нормално, имате елементи, сегменти од вашата политичка идеологија, од вашиот политички активизам, кои што и не мора да се 100% поклопени, идентични и така натаму, но генералната цел, главната цел, главниот приоритет, мислам дека има доволна специфична тежина да без око да ви трепне застанете за еден таков процес и за еден таков кандидат за председател. Само сакам околу Сорос уште нешто да потпрашам. Факт е дека во сите посткомунистички земји, како што кажавте, отворено општество се појавува како организација и пробува да делува. Кој е причината и кој е интересот, да речеме, на Џорџ Сорос, сега на неговиот син Алекс Сорос, кое влијание треба тој тука да го пренесува и застапува и кој е неговиот интерес за овие посткомунистички држави? Дали сме ние на некој начин социјален експеримент или? Па внимавајте, во неговите активности, значи во изминативе години, тој користеше огромни ресурси од Америчката амбасада, од буџетот на Соединетите Американски држави. И тоа беше
предмет на сослушување во Конгресот во Америка. Зошто и по кој основ Американската амбасада го финансира Сорос во Македонија? Значи, огромни финансиски средства од буџетот на Соединетите Американски држави предвидени за развој на демократијата и демократските процеси во Македонија завршија на сметките на Отворено општество во Македонија, на Сорос во Македонија. Значи, тоа е едниот момент. Вториот момент е многу едноставно. Еве, погледнете ја сликата на врховниот командант Педаровски во изминатиот период. Македонија во 2 наврати прави голема набавка на оружје, нели согласно врската во НАТО за 2% од бруто домашниот производ.